Ива Цветковска, Никола Димитровски, Јаков Спиридоновски и Димитри Спиридоновски, ученици во училиштето Малац Генијалац во Куманово, учествуваа на 7-та меѓународна олимпијада во ментална аритметика што се одржа деновиве во Белград. Овие ученици претходно се здобија со титули во државната олимпијада по ментална аритметика во Скопје, со што обезбедија учество на интернационалната, која е намената за деца на возраст од 4 до 14 години од 10 европски земји. Децата се надпреваруваа во неколку дисциплини на брзо сметање под мотото за деца кои го менуваат светот. Покрај решавање на математички проблеми во писмен дел кој подразбира решавање на 120 задачи за 12 минути, надпреварот се состоеше и од дисциплини како што се Анзан, Дупли Анзан и Суперум. Јас сум Јаков Спиридоновски и во Скопје освоив 3-то место во писмен дел, а во Белград во Анзан дисциплина ментална аритметика. Така, кое место? Прво, многу беше убаво да се учествува, интересно. Ова училиште го посетувам затоа што тука се запишав со мама за да знам математика. Здраво, јас сум Димитри Спиридоновски, роден во Куманово 22 февруари 2015 година. Во Скопје освоив прво место, во Анзанот, но во Белград освоив 3-то место на Анзан. Како се чувствуваш после освоените награди? Па, фантастично. На одморите јас највеќе редам нумиком блокови, бидејќи тоа ми е многу интересно, ама на часовите најмногу сакам да решам двоен Анзан, обичен Анзан и луд Анзан. Јас сум Ива Цветковска. Во Скопје освоив 3-то место, писмен дел, а во ментален јас не бев. Во Белград не освоив ништо, бидејќи има формули во одземање. Но најбитно е да се учествува, секако дека ти беше интересно таму. Да, беше многу интересно и се борев за награда. Училиштето го посетувам бидејќи да развивам повеќе концентрацијата и да знам математика. На часовите решаваме задачи со многу голема брзина и решаваме задачи писмени на абакус. Јас се викам Никола Димитровски, јас сум 5-то одделение, учам во основното училиште Кочо Раци. Јас во Скопје освоив 2-ро место во двете содржини, и во писмен дел и во Анзан, односно ментален дел. Таму имаше околу 500 или 400 деца. Се стоеше од формули. Имаше директно се само плюс и минус. И има, например, 5 бројки со 500 милисекунди и ние треба со прсти да ги решаваме. Има таблички да напишеме одговор. Па малце имав трема затоа што беа 16 држави и околу 2400 деца, но пак барем се задоволив затоа што земав 3-то место во двете дисциплини. Јас сум Марко Крстевски од Крстен Мисирков, 4-то одделение. Кажи ни со каква награда се врати и дали беше силна конкуренцијата таму? Да. Со кое место се врати? Кое место го освои? 3-то. Па на часовите е многу интересно и на одмор си играме игри и тука сум негде 5 месеци или 6. Поимот ментална аритметика всушност представува тренинг за здрав мозок. Станува збор за посебна програма со која се развиваат менталните капацитети и интелектот на децата. Програмата се заснова на употреба на абакус, древна алатка за пресметување која е позната како претходник на денешните компјутери. Оваа програма им нуди на деца од 4 годишна до 12 годишна возраст. И зошто е наменета за тие деца? Затоа што во тој период мозокот на децата најмногу се развива, односно се врзуваат врски меѓу мозочните клетки, односно мозочни синапси. Колку една индивидуа повеќе такви синапси поседува, толку значи дека се подобри нејзините ментални капацитети. Целта на оваа програма е преку брзото сметање, односно со користење на техника на двата прсти, на двете дланки, напоредно се развиваат, значи подеднакво двете мозочни хемисфери и на тој начин се поттикнуваат мозочните капацитети на детето. Преку
тој начин на брзо сметање се доаѓа до она што нам ни е битно, да се потикне визуализација, концентрација, логичко помнење, фокус, внимание и напоредно развивање, како што реков, на двете мозочни хемисфери, кои што доведува до големи резултати не само од областа на математиката, туку во сите сфери на образованието на децата. Училиштето Малац Генијалац во Куманово работи од септември 2022 година, а учениците веќе се со одлични резултати на меѓународно ниво.